Gentleman Magazin секогаш се трудиме да ве запознаеме со нови инспиративни приказни кои што се надеваме дека ќе ги променат вашите гледишта во животот. Па така и денес. Останете со мене, со македонската телевизија и Gentleman Magazin и ќе видите навистина инспиративна приказна. Како што ви кажав и како што ви најавив, во Gentleman Magazin секогаш имаме нови инспиративни приказни. Нова за мене и за вас, стара за мојот гостин, човекот кој што ќе ја обелодени темнината за една тема која што за мене е навистина интересна, верувам дека тоа ќе биде и за вас. Денес со мене джентлменот и големиот главен хералд Јован Јоновски. Добар ден и добре ми дојдовте. Благодарам на поканата. Задоволството е секогаш нели мое да имам вакви интересни гости покрај мене, затоа што, како што секогаш кажувам, джентлменството е еден вид на изумирање, а вие и те како придонесувате тоа да не се случи. Напоменав главен хералд, хералдистика. Една тема која што верувам дека не е многу позната во јавноста и во светот на нашите джентлмени. Дали би можело малку околу тоа да ги доближите тие термини, да објасните што се случува и што представува прекрасен аутфит за вас? Хералдика е наука за грбовите, наједноставно кажано. Хералдиката е мултидисциплинарна. Значи, хералдиката има многу аспекти. Значи, може да ви зборуваме за наука, може да зборуваме за уметност, може да зборуваме за право. И основата на изучувањето на тоа е грбот. Нели, грбот како една потрајна ознака на семејство, на територија, да речеме дури на држава, која што се состои од штит и други споредни елементи. Хералдиката е еден систем на символи кој што настанува во 11 век во Европа и хералдичар би било човек кој што се занимава со проучување на некои од аспектите на хералдиката или можеби и на сите. А што би значило тогаш главен хералд? Добре. Значи, хералдичар е човек кој што се занимава со изучување на грбовите, но може да се занимава и со теориска и практична наука и уметност. Значи, што би било теориска хералдика, се занимава со тоа кој символ во кој контекст може да се стави, со што може, со што не може да се стави, додека практичната хералдика е креирање на грбови. Сега хералд е позиција. Значи, предпоставува дека е хералдичар, нели? Но треба да биде во дадена позиција. Јас сум главен хералд на Македонското грбословно друштво. И тоа е поставена позиција како председател на здруженијето и мојата основна главна работа, задача е да се грижам за хералдичноста на грбовите кои што ние, нашето здружение или членовите на нашето здружение ги прават, или пак грбови кои што се регистрираат, правени од некој друг, кои што влегуваат во нашиот регистр. Значи, мојата главна задача е да се грижам за хералдичноста, затоа што за да биде грб, значи не е било што грб, за да биде нешто грб треба да се блазонира, да може да се блазонира. Блазонирање е техничкиот опис на грбот. Што има на него? Значи, какви се поделбата на штитот, каква има, кои бои, кои елементи се, во која положба. Сега што се однесува главен хералд, тоа значи дека има и други хералди. Да. Во нашето здружение имаме 3 хералди. Значи, јас сум главниот како председател. Потоа имаме вардарски хералд, тој е подпредседателот на здружението. Имаме еригонски хералд, кој што е секретарот на здружението. Имаме можности за персеванти, да се, да речеме, еден степен под хералдите, но тие позиции сега за сега се слободни, затоа што имаме членови, нели, кои што се интересираат за хералдика, кои што се љубопитни, кои што сакаат да се дружат во едно убаво друштво, но сепак за таа позиција треба да се има некои постигнување и некои знаења што се однесува до хералдиката. А ова што ме прашавте се нарекува табард и тоа е стандардната облека или униформа на хералдите и на неа секогаш е представен грбот
на оној авторитет кој што хералдот го застапува. Затоа што хералдите се секогаш во служба на некого. Значи, низ историјата тоа или бил крал, или бил принц, додека денеска јас сум во служба на Македонското хералдичко здружение и затоа тука е насликан грбот на Македонското хералдичко здружение, што представува хипокамп. Тоа е, значи, пола конј, пола риба. Нели, имаме и морско конјче, ама тоа е биолошко, тоа изгледа поинако, ова е митолошко суштество, како што имаме, нели, пола лав, пола риба, имаме разни поврзани со дрва, овој конј со риба се вика хипокамп и е грбот на здружението, а идејата потекнува од некои стари списи каде што овој символ му се припишува на Александар Македонски. Дали тоа значи дека хералдите би требало да бидат и дизајнери? Не нужно, но често е. Се изучува посебно дизајнот како поле или... За хералдиката, она што е интересно, најбитен е блазонот. Значи, техничкиот опис што има на грбот. Додека уметниците, хералдичките уметници се оставени во една своја слобода, во рамките на стилот, да го рекреираат тој грб. Она што ние го нарекуваме стручно да се направи емблазон. Значи, блазонот да се наслика. Така да, еден блазон може да се наслика на многу начини, а сепак да го представува истиот грб. Значи, грбот не е, да речеме, трейдмарк, па мора да биде со истите тие, како да речеме, нели, на компании каде што се, додека слободно се. Така да јас имам, например, околу 7 интерпретации на мојот личен грб од други различни автори. И кога имам со разни колеги се разменуваме често пати, знам луѓе кои што имат и преку 40 емблазони, интерпретации од различни автори, во различен стил, со различен штит, со различна кацига, од различни периоди. Така да тоа е секундарното за грбот. Најбитно е блазонот. Значи, ако знаеме дека еве на грбот на Македонското хералдичко здружение имаме хипокамп, дали ќе биде вака нацртан, со подруга коса, да решиме со друга опашка, со сите тие работи, тоа веќе е работа на стил и работа на дизајнот и никој од тие нема да е погрешен. Така. Значи, тоа е, да речеме, големината во хералдиката, што за различни пригоди, за различни настани, нешто може да се користи поинаков дизајн. Нели, мора да биде содржината иста, но формата како е исцртан може да биде различна. Неисцрпна тема морам да забележам, но она што сакав да прашам, ете некако се поврзува со тие, ќе кажам во наводници, тајни редови, каде што сепак би требало според мене да си џентлмен за да учествуваш таму. Секој хералд треба да е џентлмен и секој џентлмен не мора да е хералд, нели? Следствено на ова би сакал да ја прашам, што за вас представува поимот џентлмен и дали во хералдиката навистина постојат џентлмени? Добро. Џентлмен е основната титула на сите кои што имаат некоја друга. Што сакам да кажам? Еве да речеме англискиот пример ако го земиме, имаме таму разни титули. Значи може да биде војвода, може да биде ерл, маркиз и останати титули. И она што е битно за сите тие титули, поврзани со феудалниот начин на живење, иако денеска се случува истото, е што таа титула најчесто е поврзана со имотот. И имотот е неделив. Таа титула ја добива најстариот син. Додека другите деца во семејството треба се снајдат на друг начин. Но, значи, џентлмен е титулата на сите оние деца кои што не ја наследуваат главната титула. И тоа отприлика означува дека се сите тие растени на истиот начин, да речеме дали ќе биде дворец, двор, заедно со другите, и џентлмен, рековме, таа е основната титула благородничка, што означува дека сепак тој човек потекнува од едно благородничко семејство што со себе би подразбирало и еден посебен начин на воспитување, посебен начин на однесување. Иако денешната идеја, денешната форма на џентлмен е
малце тргната од тој контекст, но сепак ги има тие жици дека джентлмен е некој кој што е добро воспитан. Пред се. Да, дел од домашното воспитание. Дел кој што е човек кој што е сестран и човек со манири. Сега, ако се вратиме назад, значи джентлмен е оној кој што може да има грб. Значи, основната варијанта во поголемиот дел од Европа, за вие да имате право на грб е да бидете джентлмен. Во таа смисла, во таа смисла на зборот и едноставно јас би пренел дека да се види джентлмен, освен тие манири, можеби во облекување, во однесување, човек треба да има грб. Затоа што без грб не е целосен джентлмен. Да, интересно гледате. Следствено на ова, постојат ли джентлмени во хералдистиката? Јасно. Дефинитивно. Да. А колку е хералдистиката поврзана со витештвото? Витештвото е еден посебен феномен, општествен, нели, кој што се јавува во време на крстоносните војни. И витештвото е всушност, витештвото се редови или ордени. Да. Така. И првите тие ордени кои што настануваат за времето на крстоносните војни веќе од 11-12 век се делат. Значи има воени редови, тоа се оние кои што ги витези, кои што ги заштитувале аџиите кои што оделе на Христовиот гроб. Понатаму имаме и редови хоспиталери, односно, како би ги рекле, медицински. Да. Не е најсоодветниот збор, тоа се редови кои што се грижеле за здравјето на аџиите. За да се биде припадник на еден витешки ред, долго низ историјата треба да бидеш од благородничко потекло. Или со други збори да речеме на денешен јас да бидеш джентлмен. Да, тоа сакав да го поврземе некако. За да влезеш во редот, треба да бидеш джентлмен. И додека редовите понатаму низ историјата се развиваат, каде што веќе тие редови почнуваат да бидат мериторни. Например, како што се наградните системи денеска, во денешен дел, например, исто и англискиот се уште кој што е, редовите припадниците кои што влегуваат во некој од тие редови, влегуваат врз база на своји заслуги. Заслуги за државата, односно нели државата и царот како едно исто. А кога ете зборуваме веќе за минатото кралства и царства, кога веќе ги спомнавме, дали по автоматизам порано секој едно кралство имало свој грб? Апсолутно, тоа е дел идентификација, како што и денеска секоја земја има свој грб, освен Франција, која што поради своето минато и револуциите кои што нели настануваат и укинувањето, да речеме, на феудалното општество, формално правно нема грб, но има амблем кој што го користи на место на грб. Значи, визуалниот идентитет или државните символи, секоја држава има минимум 3 државни символи. Грбот, знамето и химната. Може да има и други, но тие 3 се минимум. Кога ете повторно се поврзуваат, некако работите, го спомнавте, знамето, моето следно прашање би било за тоа, за македонското знаме. Кога датира првото македонско знаме? Значи, многу тешко е да се каже кога датира првото македонско знаме, затоа што знамења се користеле од секогаш. Така, она што, да речеме, што низ изворите можеме да го најдеме, е прашањето за првото знаме некаде околу 10-тиот век, кога цар Борис, бугарскиот цар Борис, кој во тоа време ја владе територијата на Македонија, му пишува писмо на папата какво знаме можам да користам. И папата му вика какво друго знаме можеш да користиш, освен црвено знаме со крст. И тоа исто понатаму почнува да се продолжува да се користи. Дури и малце претходно имаме некои белешки дека и Методи кога владее со делот, нели околу Струмица кај што владее, Така? користи знаме под кое ги покрстува
се уште не покрастените. Значи тоа е далеку во длабоката историја. Познати се, имаме карти морепловни, каде што најстара 1339 година, каде што има знаме над Скопје. Тоа е, да речеме, најстаро, некој веќе документирано со изглед. Како тоа изгледало, знамето е жолто со црвен двоглав орел. Тоа сакав да прашам во смисла кои символи најчесто се користеле од историјата па до денес на знамињата на Македонија и дали се тие боите што цело време датираат црвена и жолта? Црвената и жолта претежно. Значи од многу одамна, да речеме, ако го фатиме од 10-тиот век навака. Така. Знамињата, она што ни е најстаро зачувано, за кое што ние знаеме знаме, е знамето на Разловечкото востание од 1876 година. На него исто е црвено знаме, каде што на еден жолт квадрат има црвен лав. И претежно символите кои што се наоѓаат најчесто на знамињата кај нас е или лавот, или сонцето кое што се јавува на Кумановското востаничко знаме од 1903 година, па потоа предлогот од Петроградската колонија 1914 година и понатаму, значи, се наоѓа сонце. Значи, лавот и сонцето се најчесто застапените символи на знамето. 11 август е датумот на македонското знаме со 16 краци, а 15 мај е датумот на знамето со 8 краци. Така, Не. Така беше некако приказано? Половично. 11 август 1992 година, значи точно пред 30 години пред некој ден, Да. е усвоено знамето со 16 крака. Она што подоцна ќе се добие со сонцето од Кутлеш. Така. Тоа е знаме кое што е усвоено на 11 август 1992 година на предлог на Тодор Петров. Значи, дизајнот и предлогот е на Тодор Петров. Интересно е, значи, ова знаме што ние го знаеме со сонцето 16 грачно, е всушност третиот дизајн. Првиот дизајн кој што е даден, исто е со 16, но односот помеѓу краците, големината, дискотиците е поинаков. Да не влегуваме во детали, значи тоа првиот предлог е на 1 јуни, до август се дефинира веќе сонцето онако како што ние го знаеме. И тоа е денот кога е усвоено знамето. Второто знаме, да речеме, или третото е практично, со 16 зраци е усвоено на 5 октомври 1995 година. Сега ме прашате што е со 15 мај. Да. 15 мај е денот кога е издигнато ова прво од овие големите знамиња. Аха. Тогаш е поставено, тогаш е издигнато со сите воени почести, со делегации, со идеја тој ден да стане ден на македонското знаме. Поминаа доста години, тој ден некако се подзаборави, но македонската диаспора веќе пред 3 години започна со обележување на тој ден, 15 мај. Ние се вклучивме во таа варијанта и секој 15 мај го прогласуваме Ден на македонското знаме, со тоа што можеби тука настануваат некои прашања кое е знамето сега 15 мај. Јас секогаш ги истакнувам сите 3 знамиња кои што се дел од знамињата на Република Македонија. Да не заборавиме, првото знаме со петокраката, знамето на Социјалистичка Република Македонија, трае се до 11 август 1992 година, кога е целосно заокружена независноста на Македонија. Значи, целокупната независност на Македонија се прави под првото знаме, под знамето на Социјалистичка претходна Република Македонија. Така да тоа е првото знаме на независна Република Македонија. Додека знамето нели со 16 е второто и ова сега што имаме е третото знаме. А еве да се задржиме конкретно сега на последното знаме, затоа што нели под тоа знаме сме сега. Знаете ли можеби чив е дизајнот и зошто баш 8 краци? Да, дизајнот, главниот, основниот дизајн е на Мирослав Грчев, додека последните корекции
се направени од Костадин Танчев Динката. Еве ќе кажем историјата. Значи, во предвечерието на постигнувањето на договорот со Грција, еден од условите е знамето да се промени. И идејата е да се направи знаме кој што ќе продолжи да го има континуитетот на сонце со жолт-златно сонце, жолто на црвена основа, но некој вид, друг вид на сонце. Во хералдиката и во весологијата има 5 видови на сонце. Еден од тие видови е сонцето од Кутлеш. Очигледно тоа не е употребено и од првите варијанти кои што ги обработува Мирослав Грчев, од сите типови на сонце, ова доаѓа што ние го знаеме отприлика, но малце поинако. Што е разликата? Разликата е што односот на страните е во златната пропорција и зраците излегуваат директно од дискот. Да. И тој дизајн е како да кажеме, поумерен дизајн. Дури ако се пресече на коцка или на нешто, не доаѓа како да фалат два краци. Така. Додека Костадин Танчев Динката го менува односот на страните 1:2, сега значи го истегнува условно земено знамето и ги откинува зраците од дискот. Јасно. Да, така да можеме да кажеме дека денеска дизајнот е на Грчев Динката. Затоа што и двајцата независно еден од друг или полузависно, но сепак она што денеска го имаме е резултат на нивниот дизајн. Имам некоја информација, не знам колку е точно, дека овој сега дизајн на македонското знаме е прогласен за најубаво знаме во светот или нешто такво, постои ли таква информација или? Има различни конкурси. Нели, например, и на YouTube да отидете да видите, има нели 10 најубави овие, 10 најубави она. Има на неколку конкурси каде што е добиено, значи со гласање станува збор, каде што е изгласано за едно од најубавите знамења. И навистина има еден специфичен дизајн кој што дава можност во една група на знамења веднаш да го најдете. Да. Затоа што поголемиот дел од знамењата други се или тробојки, или двобојки, или четиробојки. И ако има многу голема гужва од знамења, не може да видите кој е распоредот. Точно. Например, ако земите руското, словачкото, словенското знаме, истото знаме, само едниот има грб, другиот нема, е малце поинаков. Има многу други такви комбинации, дека македонското знаме во еден куп на знамења одма излегува. Уникатно. По својот дизајн. Дури да речеме и на црно-бели фотографии, каде што најголемиот дел од знамењата ќе се изгубат, затоа што не може да знаеме која боја каде, македонското знаме по дизајнот одма се приметува дури во црно-бели фотографии дека кој е тоа. Ете, имаме со нешто да се гордееме. Па да. Дека сме први во светот. Да. Шала на страна. Во вашата книга која што имате напишано Символите на Македонија, опишувате најразлични символи на преку 400 страници. Тоа е голем труд кога што имав можност да ја прелистам книгата на брзина. Од каде ги црпите тие информации? Кој ви помага и што е главниот двигател што ве тера да го правите тоа? Добро, книгата е резултат на 20 годишен процес на истражување. Информациите се наоѓаат на различни начини, од книги, преку архиви, истражувања, многу ресурси сега се повеќе и повеќе се наоѓаат на интернет. Многу библиотеки ги скенираат своите фондови и ги представуваат на интернет. Така да работата сега е многу поедноставна отколку пред 15 години, каде што сте морали да одите и да се борите со прашината на архивите. Да, и особено важна тука е размената со колеги, затоа што еден човечки живот е премал за да може се да се открие. Именно. Да, имаме ние добра соработка со колегите од регионот и често пати се случува, слушај, види, најдов ова, нешто што те интересира тебе или што е поврзано со тебе. И на тој начин, значи, се јавува како една голема мрежа луѓе кои што си помагаат едни со други. И тоа е убавината, нели, на нештата? Апсолутно. Дружењето
директно или индиректно сега преку интернетот што ни ја дава е навистина многу важна. Се останува джентлмен сепак, нели се помагаат едни со други. Апсолутно, да, Што е навистина добро. Тука имаме неколку грбови, можев да заприметам, а пред да ми објасните еве како изгледа еден грб и која приказна ја носи во него, не можам да не забележам дека во ова поднебје, секаде во светот, некако доминира лавот на знамињата, на грбовите, поготово што значење носи лавот сам по себе? Лавот е едно уникатно створение или символиката која што му се предава на лавот, затоа што сепак нели употребата на лавот не се мисли на биолошкиот лав, него на символот кој што е представен тука. Лавот е символ на лавот е царот на животните. Нели во многу карактеристики од секогаш бил фасцинантен за луѓето кои што нели го наблюдуваат или успеваат да го наблюдуваат или ги слушаат приказните кои што се кажуваат за него. Така затоа што еден од најраспространетите символи во хералдиката е лавот. Без разлика од кои географски подрачја се случува. Например, нели првиот грб кој што е регистриран, од каде што потекнува хералдиката е со лавови. Од Англија, на Геофри Плантагенет. Во Англија никогаш немало лавови. Да речеме во Македонија до првиот век има лавови. Тоа не е африканскиот или тоа се европски лавови, малку поинакви, но ги има. Значи едноставно биле дел од флората и фауната тука, додека не се истребени некаде кон крајот на првиот век. И нели дури во македонската династија, да речеме, покажувањето на храброста или оној ритуал на иницијација, кога едно младо момче станува дел од светот на големите, кој ќе убие лав. Така. Нормално не со голи раце. Да. Тоа го има во повеќе култури. Да. И затоа станува еден најголем символ и затоа од друга страна во хералдиката лавот е секогаш важен не е само во неговото присуство, туку и позата. Бидејќи има премногу, многу е битно во хералдиката грбовите се разликуваат еден од друг. Те не можат двајца луѓе, ако не се родински поврзани, нели да имаат ист грб. И затоа, бидејќи сите имаат лавови или многу лавови, затоа е многу битно на позата на лавот. Значи има највише животно кој што има највеќе позди е лавот. Битна е опашката каква е. Битна е главата каде е. Дека другите, например, другите животни помалку е тоа битно. Јасно. Нели, дека лавот битни се сите тие работи за да се направат дури и мали разлики. Да, нели, среќата е во деталите, како што љубат да кажат некои. Еве една символика на еден грб што вие ќе го одберете, чисто да раскажеме како една приказна. Добро, се создава еден грб. Први сакам да го покажам да име кога зборуваме за грб за што станува збор. Значи ова е голем грб. Што значи голем? Значи основниот елемент ни е штитот. Тој е малиот грб, тој е најглавниот дел. Понатаму над штитот имаме шлем со мантија и над него е челенката. И одоздола има девиза. Значи ова е големиот грб, може да има и други елементи, но ние регистрираме така наречени граѓански грбови, во смисол не регистрираме грбови со титули, во смисол, не знам, на војводи или на барони, или нешто кој што во некои редици имаат право на штитот држачи и така натаму. Е сега, основната приказка, например, како се прави еден грб, е со разговор. Најнапред разговор за потеклото на човекот. Значи, во основа ние имаме три пристапи при креирање на грб. Првиот е традицијата. Значи, битно е од каде се луѓето, со која професија се занимавале или некоја приказка од минатото. Вториот пристап е пристап на личноста. Значи, не е битно минатото, не е битно од каде сте, од каде се твоите, него битно кој си ти. Со што се занимаваш или што би можело се некоја визија да се преслика на грбот, или
Третата варијанта се ваши вредности. Со што се занимавате, кон што копнеете, со што мечтаете, кои се вашите врлини, кои што сакате да ги постигнете и потоа со символи тоа се представува приказно. Тоа е, например, еден грб на Мојсо Поповски од Лазарополе. И приказката на овој грб е всушност приказната митот за создавањето на Лазарополе. Значи, во времето на Отоманската империја, на времето турско, од друга населба каде што биле сместени луѓето, турците ги затвараат во една пештера и запалуваат влажна слама. Од тоа се прави газ, се прават чадови и најголемиот дел од луѓето гинат во таа пештера, освен Лазар кој што успева да најде некој отвор на друг крај од пештерата и таму излегува и на тоа место, во близина тоа место го формира селото Лазарополе. Значи ова е митот за местото каде што потекнува човекот представено со хералдички фигури и хералдички концепт. Да, навистина интересно. Да. Во неформален разговор ми спомнавте дека таа книгата што се надзира долу, што јас ја викам дека има кралски изглед, тоа рековте дека е пристапница? Не, тоа е матрикула. Значи матрикула е потврда за регистрација на грбот. А потврда за регистрација? Да. Секој што е регистриран кај вас добива ваква? Ако сака. Ако сака, така. Да. Затоа што прашањето е веќе на цената и на останатите. Јасно. Значи може да се добие нешто поедноставно или може да се добие нешто и поубаво Јасно. од ова. Значи ова е надворешната папка, каде што е од везен плиш со грбот на здруженијето, сега внатрешната форма може да биде различна. Значи може да биде, ќе ја покажам општо, може да биде рачно обоена, рачно исцртана, рачно испишана со калиграфија различни типови. Така, ова е да речеме поексклузивната варијанта, има и уште поексклузивни, ама немам тука со мене. Да речеме понатаму доаѓа стандардната, тоа би било ова, нормално во папката внатре. Значи, ова е стандардната, но има уште неколку други видови, а уште една ќе покажам. Ова е, но ова е врамена комбинација. Значи во поголема рамка тука долу се суспендира и восочен печат и изгледа многу убаво. Многу убаво, да. Да. Каде што во овој вид на матрикула веќе влегува и генеалогијата. Барем на дедовците и бабите. Значи од каде се, кој на кого, исто и на претходната. Затоа што генеалогијата е многу битна. Генеалогијата е дисциплина или наука за родот. Затоа што грбот се наследува. Основната идеја на грбот е да биде наследен. Така. Затоа што самиот збор кај нас грб доаѓа од старогерманскиот ербе, што значи наследство. Аха. Да. Да, така интересна символика во така, значи грбот тој што го добива, за него е личен грб, но понатаму станува семеен грб за неговите наследници. Дефинитивно секој џентлмен во подем или веќе изграден џентлмен доколку нема грб би требало да се смисли и да направи нешто вакво. Тука некаде ќе ја затворам оваа тема и сакам да потсетам дека вие сте сепак џентлмени од онаа друга страна, зборувам од страната на професорлукот, народски кажано, затоа што секој професор, секој човек што ја работи таа благородна професија е сам по себе џентлмен затоа што своето знаење сака да го предаде на други. Вие сте и професор по физика, ако не се лажам. Да, точно. Точно која област на физиката? Физика, обична. Физика општа, да. Едукативна физика. Така, и се занимавате и со црковна историја. Да. Кој дел на црковната историја? Модерната црковна историја. Значи, Тоа го предавате некаде? Или сам за себе го учите? Тоа ми е магистерската, односно двете мои магистерски се поврзани со црковна историја. Навистина ќе ви посакам
да го трасирате патот на джентлменството и вашиот личен пат понатаму. Се надевам дека ова нешто, хералдиката и грбовите, историјата и традицијата ќе продолжиме да ги негуваме, нели, да го правиме джентлменството по наше, по традиционално, а сепак светски. И ви благодарам што одвоивте време да бидете мој гостин. Ви благодарам уште еднаш за поканата и за можноста да ја представиме хералдиката и поврзаноста со джентлменството. И уште еднаш би апелирал сите джентлмени, оние што сакаат или се джентлмени, еден неизоставен дел од визуелниот идентитет е грбот. Еве, јас како представник на продукцијата на Gentleman Magazine, неофицијално ќе ви спомнам дека ќе разговараме за тоа Gentleman Magazine да си добие свој грб и да остане во корените на Македонија, да испишеме некаква историја. Ви благодарам многу. Уште еднаш благодарам. Καλησπέρα, γεια σου, είμαι ο Λευτέριος Δαλαγιώργος, executive chef во ресторан Фор, во хотел Park and Spa. Вечера ќе спремаме за Gentleman Magazine паста касаресе со овчо сирење и младо спанак. Ќе почнеме за пастата, ќе препреземе кромидот. Пазиме на тој момент кромидот да се ометне убаво. Додаваме бейби спанак. Пире од спанак. И хопла. Многу летна комбинација и оди одлично со овчо сирење. Докога спремаме сосот, ќе пуштиме и пастата да се вари, малце овчо сирење. Копар. И го чекаме сосот. На паста кокерот вариме свежа паста, касарече. Не повеќе од 2-3 минути, зашто пастата е свежа, така нема потреба многу да се вари, да не биде многу мека. Пастата пред да ја ставиме у сос, ја оставаме алтеде. И треба околу 1 минута само за да се зоври. Сервираме пастата. Пробуваме да взимаме колку можеме повеќе од сосот. Ќе продолжиме со сервирањето, овчо сирење. Може да користите и друг вид од сирење, ама за мене најубаво се прави со овчо сирење, зашто има доста масноти и у Македонија има едно од најубавите овчи сирење. Беби спанак. И на здравие. Taking away to the door side.